Како завршува оваа кампања за локалните избори кои што се ближат и се одржуваат на 17 октомври, така и ние полека го завршуваме како утрински брифинг оној караван низ државата. Денеска сме во Штип, каде што колешката Кристина Атовска после првиот разговор утринава, следниот е, ако не се лажам, со актуелниот градоначалник на Штип, господинот Сашко Николов. Добро утро, Кристина. Така е, чало, добро утро од овде по трет пат, не по втор, веќе ги имавме двајцата кандидати од Интегра и од коалицијата ЛДП-Дом, а сега ќе разговараме со актуелниот градоначалник и повторен кандидат од Социјалдемократскиот сојуз, доктор Сашко Николов, а веднаш потоа ќе разговараме и со кандидатот на ВМРО-ДПМН Иван Јорданов. Но прво разговорот со доктор Николов. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од утрешниот брифинг. Добро утро и благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Вие на оваа функција дојдовте пред 2 години на едни вонредни парламентарни избори, пред 9 месеци. Веќе знаете, запознаени сте комплетно со сите состојби во Штип, со работата на општината. Затоа ајде да поразговараме за конкретните проблеми на градот. Да почнеме од тоа дека градот со години, поточно со децении, нема генерален урбанистички план, што се испостави како пречка за секој нареден проект. Што се презема во врска со ова? Имате ли планови за наредниот мандат како да го решите овој проблем? Па, како што зборуваме веќе неколку дебати, како што дискутираме на неколку средби, генералниот урбанистички план после долги години започна да се изготвува од 2018 година во мандатот на господинот Благој Бочварски. Декември месец, јануари, кога презема функцијата градоначалник, започнав интензивни комуникации со станоци со компанијата која што го изведува генералниот урбанистички план и со гордост можам да кажам дека после 20 тешки состаноци во септември генералниот урбанистички план беше закачен во системот и пуштен во обзервација во катастар, каде што чекаме повратна одлука од катастар за да продолжи во понатамошните чекори. Тоа е мислење од Евана и се враќа назад во Министерство за транспорт и врски, каде што даваат конечна одлука за реализација и пуштање на новиот генерален урбанистички план, што значи дека најтешкиот дел од формирање на еден нов генерален урбанистички план е завршен. Тој е исцртан, тој е направен, димензиониран. Целосната постапка да биде вака сега, значи овој пуштај во институциите, така да катастарот 2 до 3 недели си бара време за да го разгледа, да ги разгледат сите оние нови проекти кои што се ставени, предикции кои што се ставени во генералниот урбанистички план и предпоставките се на зборувам на урбанистите кои што кажуваат колку време треба од кога ќе се закачи во системот, месец до месец и пол би требало да се заврши генералниот урбанистички план. Што значи дека Штип и штипјани после долги години до декември месец 2021 година ќе имаат нов генерален урбанистички план според кој ќе почне да се шири, развива и гради нашата општина. Што е со она што е веќе изградено? Податокот е дека во Штип има 3800 дивоградби на територијата на цела држава. Знаете тоа колкав проблем беше, имавме сега и нов закон. Како ќе го решавате ова прашање, бидејќи се работи, предпоставам, за 3800 семејства кои живеат во дивоградби? Како ќе го решите ова, а да бидат задоволени и законот и граѓаните? Па сега новиот закон не сум детално запознен со самите членови во новиот закон, меѓутоа според она што го прочитав и од медиумите што го дознав, дека во според новиот закон за легализација на дивоградбите, самите граѓани кои што имаат дивоградба ќе треба да платат 2 пати повеќе или 3 пати повеќе, не ме држите за збор, комунали, со што ќе влезат во групата на граѓани кои што платиле соодветна сума за купување на одредена парцела да платат комунали за да може да бидат легални тие градби кои што ги имаат. Така да на тој начин ќе направиме равноправност меѓу оние кои што легално граделе и оние кои што изградиле без соодветни дозволи од самата општина и на тој начин општината ќе има финансии за да може да инвестира во инфраструктура во овие дивоградби, односно насаби од дивоградби, дивоизградени објекти и тоа решението за овие дивоград. Во однос на продолжувањето на генералниот урбанистички план и деталниот урбанистички план не се знак и не се гаранција дека нема да има дивоградење. Ради тоа што многу често наши сограѓани не можат да ги чекаат дозволите кои што бара одреден временски период да ги извадат за да почнат со градење, така да тие си градат на диво и понатаму продолжуваат во фаза на легализација. Ние тоа ќе го спречиме со тоа што веќе превземавме еден градежен инспектор од општина Карвинци и веќе потпишувавме
уште еден договор со уште еден градежен инспектор кој што е од општина Пробиштип, кој што ќе делови работи во општина Штип, бидејќи во нашата општина имаме двајца градежни инспектори, едниот господја оди во пензија за неколку месеци, а други господин е лиценциран пред 4 месеци, што значи дека општина Штип имаше недостаток на градежни инспектори и на овој начин ја решаваме таа проблематика. Во меѓувреме во општината вработивме уште еден градежни инспектор, така дека имаме 4 нови градежни инспектори кои што ќе бидат на терен, ќе ги убедуваат и ќе дават насоки на граѓаните како треба да ги градат своите објекти. Беше против кандидати како проблем на градот Штип ги детектираат и старите водоводни азбестни цевки. Имате ли вие план некаков како да се справите со ова? Можно ли е да се променат сите и колку тоа би чинело? И дали воопшто планирате такво нешто во наредниот мандат? Значи, старите водоводни цевки не се проблем пронеден од нашите против кандидати, тоа е проблем пронеден од сите наши штипјани. Во последните години се зборува конкретно за овие стари бетонски азбестни главни водоводни линии. Затоа ние во овие 4 години мандат решивме еден групен проблем за Штип и штипјани. Доведовме чиста питка планинска вода класа 1 преку хидросистем Злетовица, со што го решивме за долги години решението со доток на квалитетна вода и доволни количини на вода. Во наредната фаза, во еден од главните и капиталните проекти кои што ги имаме во нашата кампања е промена на главната водоводна линија, проект изграден, изработен од страна на јавното предпријатие ИСАР и пари кои што се предвидени дека би коштала таа реализација на тоа проект околу 5 милиони евра. Тоа станува збор за една голема капитална инвестиција за нашата општина што ќе реши во наредните 50 години проблем за доставување на вода до нашите семејства, до нашите домови. И овие средства ќе бидат извадени дел од централната влада, дел од Европската банка за обнова и развој. Така да имаме готов проект. Најдени се средствата преку централната власт и Европската банка за обнова и развој и тоа ќе се гради фазно, етапно, значи дел по дел паралелно со користење на моменталната главна водоводна линија. Штип од 2007 година навака, 17-та и поточно 7-та, пардон, откако е отворен универзитетот, стана своевидно студентски град. Голем број млади доаѓаат во Штип, што не е случај со другите градови во внатрешноста. Што планирате за младите за да им го лесните животот? Овде има ли некакви програми наменети за нив? Значи, првен ќе почнем од една инвестиција која што ќе веќе е договорена и господинот ќе чека, односно инвеститорот од странство ќе чека момент за да се распише раздавање за купување на парцела. Тоа е во населба Сења, каде што има парцела за студентско домување. Тоа не го ставивме во програмата, бидејќи станува збор за приватна инвестиција. Така да ќе се изгради голем студентски дом кој што ќе биде во приватна инвестиција, во приватна собственост на инвеститорот и ќе биде благодет за сите наши студенти кои што ќе студираат и работат овде. Веќе знаете дека се завршува изградбата на затворениот базен во Штип, спортските сали се реконструирани, збориме школските сали. Во фаза беше изградба и на приватен објект спортска сала, голема спортска сала која што ќе биде исто така во населба Сења на место положено според деталниот урбанистички план предвидено, така да нашите студенти ќе имаат во наредниот период студентски дом кој што нормално ќе се биде изграден според потребите на самиот инвеститор и на самите студенти, а општината ќе продолжи да инвестира во нивното физичко и психолошко едукација и образование. И сосема за крај, нешто по кое што Штип лоша работа, по која што е познат, ако земеме да ги читаме медиумите во текот на цела една година, можеби најмногу надписи ќе извадиме за текстилните работнички и за прекршување на нивните работнички права. Општината нема голем многу ингеренции во ова поле, но што може да се направи за да се промени оваа слика, бидејќи ова е слика и состојба која што се провлекува години наназад и за која што се борат синдикати и граѓански здруженија, но проблемот како проблем сепак останува. Значи, локалната самоуправа, да наречам, нема никакви ингеренции во решавањето на односите помеѓу работодавачите и работниците. Меѓутоа, она што може да помогне е да влие врз работодавачите да ги применуваат сите дословно оние закони кои што ги спроведува Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за правда, со цел да бидат заштитени. Како општини, како Социјалдемократска партија, секој стоиме на страната на работниците, ги поддржуваме нивните права, се бориме за нивните права и генерално така преку Управата за јавни приходи и преку Трудовиот инспекторат гледаме и притискаме да работодавачите ги испочитуваат максимално нивните права. Како општина и како локална самоуправа, оно што ние го правиме за нашата општина е преку средби со официјални амбасади.
Значи во последниот период преку 7 амбасадори беа мои гости во нашата општина. Оставивме одлични контакти. За жал не можевме да оствариме реални бизнис средби со нивните компании од странство заради ковид ситуацијата, меѓутоа остваривме онлайн средби каде што за наша среќа дел од текстилната индустрија веќе склучи одредени договори со Чешка, со Русија, каде што буквално наши компании склучија договори за соработка со нивните компании. И тоа е начинот на кој што локалната самоуправа може да делува директно на подобрување на статусот на работниците преку обезбедување на работа, подобрување на услови за работа, отварање на нови индустријски зони кои што ги зборувавме во кампањата дека навлезат во штип од десната страна. Што е исто толку важно, висината на платите, а за кое што малку зборуваме. Затоа ние како локална самоуправа не можеме да зборуваме бидејќи тоа е сепак одлука на централната власт и самата најниска плата, за гарантирана најниска плата расте, гледаме дека расте и ќе расте до 18.000 денари, што е одлука на Социјалдемократскиот сојуз и владата предводена од истиот. Господин Сашко Никола, благодарам што одвоивте време да се вклучите во денешниот. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Чаловски, што би рекол колегата Чомовски, продолжува лентата на утрински брифинг на изборните представувања. Ке ми дадете една минутка за да си го озвучиме и нашиот следен гостин, кандидатот на ВМРО ДПМН Иван Јорданов.